Вечерва со вас, во Дневникот на КТВ. Ангел Данов. Добра вечер, почитувани гледачи. 31. јули 2026 започнува Дневникот на КТВ. Утринава беше спроведено второто авионско третирање против комарци на територијата на општина Кавадарци. Третирањето го изврши фирмата Римин Ер Доел Штип. Со истото беше опфатено течението на реката Лудамара од село Марена, целото градско подрачје, село Ваташа, па се до Брана Моклиште, информираат од локалната самоуправа. Јавното предпријатие Комуналец и општина Кавадарци успешно реализираа уште еден значаен проект со кој трајно се решава долгогодишниот проблем со водоснабдувањето на дел од Булското Маало, односно на улиците Смилица и Рајко Жинзифов, информираат од локалната самоуправа. Со поврзувањето на водоводната мрежа на високата зона, жителите кои со години се соочуваа со нередовно водоснабдување, конечно добиваат сигурно и квалитетно снабдување со вода. Продолжуваме посветено да работиме на проекти што го подобруваат секојдневниот живот и обезбедуваат подобри услови за сите граѓани, велат од општината. Денеска се одржа свечена промоција на нови полициски службеници. Во полициските редови денес се приклучија 496 нови полициски службеници. Во полициските редови денес пристапуваат 496 нови полициски службеници од генерацијата 2025-2026, млади луѓе кои одлучиле својот професионален пат да го посветат на највисоките вредности во едно општество, од кој што секако е безбедноста на граѓаните и заштитата на државата. Со денешната свечена заклетва не добивате само работно место, туку прифаќате голема одговорност и ја преземате честа да ја носите униформата која граѓаните ја препознаваат како символ на редот, законот и сигурност. Полициската професија не е професија која што завршува со истекот на работното време. Таа е животен избор, повик кој бара храброст кога е најтешко, смиреност кога сите други се вознемирени, честност кога никој не ја гледа и човечност во секоја постапка. Ќе има денови кога ќе бидете први на местото на несреќата, први кога некој ќе побара помош, први кога ќе треба да застанете помеѓу опасноста и граѓаните. Токму затоа оваа униформа носи тежина, но и огромна чест. Почитувани колеги, силната држава започнува со силни институции, а безбедноста е темелот врз кој што се гради економскиот развој, правната сигурност и квалитетот на животот на секој граѓанин. Затоа, од првиот ден кога ја презедовте одговорноста за раководење, од првиот ден кога ја презедов одговорноста за раководење со министерството, заедно со сите останати присутни денес овде, а и оние кои што не се овде, започнавме процес на темелна модернизација и јакнење на македонската полиција. Денес веќе не зборуваме за планови, туку за конкретни резултати. Инвестиравме во нови полициски станици, современа опрема, нов возен парк, подобри услови за работа, дигитализација на услугите, нови униформни системи и технологии кои овозможуваат побрза, поефикасна и потранспарентна работа на полицијата. Го развиваме системот Безбеден град, воведуваме современи решенија за унапредување на безбедноста во сообраќајот и секојдневно ги јакнеме капацитетите за борба против организиран криминал, корупција, насилство, трговија со дрога, сајбер криминал и сите современи безбедносни закани. Сето тоа го правиме со една единствена цел – граѓаните да живеат побезбедно, а државата да биде посилна. Резултатите веќе се видливи. Денес Македонија има најнизок криминалитет во последните 20 години, што е резултат на посветена работа на секој полициски службеник, но и на реформите, модернизацијата и професионализацијата што континуирано ги спроведуваме. Тоа е потврда дека кога се инвестира во луѓето, во знаењето и во институциите, резултатите не изостануваат. Почитувани колеги, посебно сум горд што токму вие сте генерацијата која заврши обуката во целосно обновени услови. Сакам да истакнам дека оваа генерација уште за време на обуката покажа исклучителна подготвеност, дисциплина и професионален потенцијал.
составена од 2 тима за специјални полициски единици и 2 тима за гранична полиција, како и 10 тима за полицијата од општа и сообраќајна надлежност, оваа генерација оствари врвни резултати во голем број на наставни дисциплини, практични вежби и професионални области. Тоа е уште една потврда дека вложувањето во современите обуки, јасни стандарди и квалитетна селекција создава кадар кој е подготвен веднаш да одговори на сите безбедносни предизвици и достојно да ја продолжи традицијата на македонската полиција. Драги колеги, од денес и официјално станувате дел од институција која што постои исклучиво и само заради граѓаните. Вашата сила нема да се мери според овластувањата кои што ги имате, туку според довербата што ќе ја изградите. Бидете професионални, законити и правични. Постапувате со интегритет, без разлика пред кого стоите. Не дозволувајте никогаш личниот интерес да биде над јавниот интерес. Запомнете дека најголемата вредност на полициската професија е можноста секој ден да направите разлика, да спасите човечки живот, да спречите кривично дело или да му помогнете на граѓанин кога му е најпотребно. Денес, кога ќе ја положите свечената заклетва, прифатете ја како лична обврска пред себе, пред вашите семејства, пред вашите колеги и пред Македонија. Обврзете се дека секогаш ќе ги почитувате уставот и законите, дека ќе водите безкомпромисна борба против криминалот и корупцијата, дека ќе ја штитите безбедноста на секој граѓанин без разлика на неговата етничка, верска, политичка или која било друга припадност, и дека достоинствено ќе ја носите полициската униформа. На крајот, сакам искрено да ви честитам за успешно завршената обука, им честитам особено и на вашите семејства, кои што беа секако ваша најголема поддршка на овој пат. Ви посакувам долг, успешен и чесен професионален век, исполнет со храброст, човечност, пожртвуваност и чувство за должност. Нека секој ваш ден биде во служба на граѓаните, а секој ваш успех придонес за побезбедна држава. Високите температури го зголемуваат ризикот од труење со храна. Од Агенцијата за храна и ветеринарство повикуваат на внимателност. Новото најавено зголемување на дневните температури, кое според метеоролозите во одредени региони ќе достигне 40 степени, ги зголемува ризиците од појава на труење со храна. Високите температури представуваат потенцијална опасност и за здравието на животните, доколку за нив навреме не се преземат мерки за обезбедување доволни количини безбедна храна и вода за пиење. Како што велат од Агенцијата за храна и ветеринарство, за да се спречи труење со храна, неопходно е да се направи правилен избор при набавката, да се обезбедат соодветен транспорт и услови за чување, како и да се води сметка за изгледот, рокот на употреба и за складирањето. Се препорачува да се купува храна од проверени местан, во кои производите, особено лесно расипливите од животинско потекло, се чуваат во разладни уреди. Да се избегнува купување храна со оштетена амбалажа, нагмечена, надуена или напукната. Разладените или замрзнатите производи да се купуваат на крајот од пазарењето, а лесно расипливата храна, како месото, млекото и јајцата, да не се чуваат долго време во автомобили и во други транспортни средства. Да се избегнува купување разладена или замрзната лесно расиплива храна, која се чува надвор од ладилник или замрзнувач. Разладената храна да се чува на температура пониска од 5 степени, а храната што треба да се сготви термички да се обработи на температура повисока од 60 степени. Овошјето и зеленчукот пред употреба темелно да се измијат под млаз вода, месото, млекото и јајцата термички добро да се обработат. По подготовката, изладена, храната да се чува во фрижидер. На најгорните полици да се чува сготвената храна, а на подолните суровата. Храната да се заштити од инсекти, глодачи и од домашните миленичиња и другите животни, кои може да дојдат во контакт со неа. Се само некои од препораките на АХВ. Ако се јаде во угостителските објекти, АХВ укажува тоа да бидат оператори со храна кои водат сметка за хигиената и безбедноста на храната и кои имаат добра репутација. Во објектите за брза храна, одбегнувајте ги додатоците кои не стојат во ладилник, како што се мајонез, кетчап, крем салати, сосови, преливи. Доколку сметате дека храната не е безбедна, не ризикувајте, фрлете ја, истакнуваат од АХВ.
Првиот човек на Центарот за управување со кризи Ангелов со апел до сите граѓани да внимаваат за време на тропските температури да не предизвикаат пожар. Не фрлајте отпушок од цигара на отворен простор, особено не од возило во движење. Дури и тогаш кога сте сигурни дека отпушокот е изгаснат. Не палете скара или оган на отворен простор или во шума. Исчистете ја тревата и грамушките од дворовите на вашите викендици и куќи. Направете противпожарен земјен појас широк неколку метри. Заштитете се, земјата не гори. Пријавете доколку забележите лабави електрични жици помеѓу две бандери, во Евана или на 112. Со месеци без приходи, родилките остануваат жртви на хаосот во Фондот за здравствено осигурување, обвинуваат од Левица. Покрај бројните реакции и ветувања дека проблемот ќе биде надминат, хаосот со исплатата на породилните надоместоци продолжува. Левица во изминатите денови доби бројни сведоштва од родилки кои ја потврдуваат истата слика. Некои добиле исплата, некои не добиле ништо, а некои добиле само дел од средствата кои што законски им следуваат. Не може да се повикувате на повисок наталитет, а истовремено со месеци да ги оставате родилките без приходот што и законски им следува. Особено загрижува состојбата со жените кои се на боледување поради патолошка бременост. Станува збор за жени со сериозни здравствени компликации, дополнителни терапии и значително повисоки трошоци. Токму тие на кои финансиската сигурност им е најпотребна, со месеци остануваат без приход. Породилниот надоместок не е владина милостина, туку законско право кое произлегува од работниот однос и од предонесите што работничките со години ги уплаќаат во системот. И токму ова е пораката што оваа власт им ја испраќа на сите жени работнички во Македонија. Вашиот труд е вреден додека создава профит, а вашето мајчинство е вредно само додека служи како статистика за наталитет и како декор за конзервативни политички говори. Во моментот кога ќе ви е потребна поддршка, останувате сами. Златко Перински, како нов директор на Фондот за здравство, имаше можност да покаже дека ќе стави крај на оваа пракса. Наместо тоа, родилките понатаму живеат во неизвестност, без јасни рокови, без објаснување и без никаква гаранција дека навреме ќе го добијат надоместокот што законски им следува. Министерот за здравство, Сашо Клековски, нема право да се однесува како ова да е туѓ проблем. До неодамна и самиот беше директор на фондот, а сега е награден со министерско место. По месеци нерешен хаос, јавноста има право да бара одговорност и од фондот и од Министерството за здравство. Затоа ние како Левица бараме итна исплата на сите заостанати породилни надоместоци, јавно објаснување за делумните исплати, воспоставување јасни и фиксни рокови за исплата на породилниот надоместок, Фондот за здравствено осигурување, начело со Перински, да престанат да си ја префрлаат одговорноста на сите освен на себе си и конечно да го решат овој проблем. Не постои поголемо лицемерие од тоа да ја славите мајката во говорите, а да ја понижувате во пракса. Повеќе средства за образованието, здравството и социјалната заштита. Граѓаните во фокусот со новиот ребаланс на буџетот, рекоа на денешната пресконференција од ВМРО ДПМН. Третата суштинска порака на ребалансот е дека економскиот развој мора да оди заедно со заштитата на животниот стандард и со подобри јавни услуги. Социјалните трансфери се зголемуваат за 2 милиарди и 234 милиони денари. Тоа се средства поврзани со социјалните надоместоци, здравствената заштита и обврските кон граѓаните кои не смеат да зависат од дневната политика. Функцијата социјална заштита расте за околу 1 милиарда и 838 милиони денари. Средствата за здравството се зголемуваат за околу 1 милиарда и 811 милиони денари, а за образование повеќе од 1 милиарди
денари. Тоа значи поголема поддршка за здравствените услуги, опрема и објекти за училиштата, средното и високото образование, како и за ученичкиот и студентскиот стандард. Субвенциите и трансферите растат за 3 милиарди и 94 милиони денари. Значаен дел од овие средства се насочува кон земјоделството, железничкиот сообраќај, поредилното боледување, мој ДДВ и поддршката за учениците и студентите. Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството добива дополнителни 1 милиарда и 331 милион денари. Министерството за земјоделство добива речиси 300 милиони денари повеќе со засилување на средствата за водостопанство и стабилност на земјоделското производство. Платите и надоместоците во јавниот сектор се зголемуваат за 1 милиарда и 128 милиони денари, пред се за исполнување на колективните договори и законските обврски. Ова не се апстрактни ставки. За нив се пензионери, семејства, земјоделци, здравствени работници, наставници, ученици и студенти. Зад секоја бројка стои конкретна потреба и конкретна одговорност на државата. Овој ребаланс има јасна човечка димензија. Тој не ги гледа граѓаните само како даночни обврзници, туку како луѓе на кои им се потребни функционално здравство, квалитетно образование, сигурна социјална заштита и поддршка за нивната работа. Развојот не се мери само во километри пат, се мери и во сигурноста на семејствата, можностите на младите и достоинството на секој човек. Тоа е политиката што ја поддржуваме. На брифинг со медиумите председателот на СДСМ доктор Венко Филипче рече дека СДСМ бара одговорност за навредите, заканите и насилството од министерот Иван Стоилковиќ и најави дека партијата ќе поднесе интерпелација. Има иницијатива за анкетна комисија за Иван Стоилковиќ за тоа што се случи за време на реконструкцијата на владата. Тука сме подпишани со цел само да се собере доволен број на подписи за да се прифати. Ние ќе поднесеме интерпелација за Стоилковиќ штом почне собранието со работа, во септември, рече Филипче. Тој посочи дека однесувањето на Стоилковиќ е недозволиво и дека во демократски институции нема место за насилство и закани. Собранието воопшто не се почитува, ниту пак ја врши функцијата така како што треба, рече Филипче. Најавиме и ќе ја поднесеме и интерпелацијата за председателот на собранието, Африм Гаши, веднаш кога ќе почне со работа собранието. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе продолжи со сите демократски и парламентарни механизми за заштита на достоинството на собранието и за обезбедување одговорност од носителите на јавни функции, се наведува во соопштението. Филипче нема право да глуми борец за јавното здравје, тој бил директно вклучен во труењето на граѓаните со години, порачаа од владеачката ВМРО-ДПМН. Венко Филипче се обидува да се представи како најголем заштитник на јавното здравје, додека во периодот кога тој беше министер за здравство, институциите пријавувале бројни случаи на неисправна вода, а Филипче како министер не постапувал. Се поставува легитимното прашање: кој знаел, кој одлучил да не ги информира граѓаните и зошто тие информации останале скриени? Почитувани медиуми, еве неколку примери. 2021 година, ова се неколку испитувања, водите не биле безбедни во Студеничани, Зелениково и Петровец. Ова се документи кои стигнале до Министерството за здравство, а Венко Филипче не ги известил граѓаните. Тука конкретно, освен пронајдокот на бактеријата Ешерихија коли, има и пронајдоци на зголемен број на колиформни бактерии, исто како во Гостивар. Но вие, граѓаните, тоа не сте го знаеле и никој не ве известил. Одиме понатаму. Социјалдемократскиот сојуз говорат за Крушево. Исто од јавната здравствена установа, Центар за јавно здравје Прилеп, 2019 година. Станува збор за повеќе испитувања, наоди, во кои што се вели дека мострите кои се земени не биле исправни, односно водата не била за користење, односно не била за пиење. И тоа се неколку повеќе вакви документи кои се дел од 2019-та, некои 2018-та,
Сето ова време додека Венко Филипче е министер за здравство, а Социјалдемократскиот сојуз се на власт. Одиме понатаму. Токму во Скопје била земена мостра во аеродром во Бушен Бунар Чешма, која вели дека не одговара на правилникот за безбедност на вода, токму поради зголемен број на колиформни бактерии, истото она што се случува во Гостивар. Граѓаните завршувале по болници, не знаеле што име, но Филипче знаел. Почитувани граѓани, наместо денес да дели лекции и да шири политички обвинувања, Филипче најпрво треба да им даде одговор на граѓаните. Зошто не постапувал по пријавите на институциите додека тој бил начело на Министерството за здравство? Очекуваме надлежните органи целосно да го расчистат случајот и да утврдат дали имало пропусти и очекуваме одговорност. Граѓаните заслужуваат вистината, а не селективна загриженост која се појавува само кога Филипче е во опозиција. Градоначалничката на Неготино стана член на извршниот комитет на Унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ. Нацева очекува да го даде сопствениот придонес за, како што вели, уште посилна и помоќна Унија на жени. Градоначалничката на Неготино Марија Нацева, како што самата вели, со огромна одговорност ја прифати улогата да биде член на извршниот комитет на Унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ. Таа кажа дека за неа е чест да се биде дел од тимот на председателката Марија Митева, за која вели дека е жена со енергија, визија, храброст, одлучност и истрајност. Нацева и се заблагодари на довербата на председателката и додаде дека таа доверба е градена врз основа на долгогодишно работење и се надева дека сега ќе допринесе за уште поголеми успеси, силна и моćна Унија на жени на ВМРО ДПМНЕ. Нацева им се заблагодари и на премиерот професор Христијан Мицкоски и целиот извршен комитет за поддршката. Продолжуваме со спортот. Втората македонска фудбалска лига ќе стартува на 15 август. Федерацијата бара начин да им дозволи на второлигашите да ангажираат странци. Македонија е една од ретките земји во која странските фудбалери имаат право за настап само во елитната лига. Бројката е 8+2, но само Вардар па и Шкендија, но во последно време и Тиквеш, го исполнуваат максималниот бонус за кој на Федерацијата треба да и се плати максимална такса од 35.000 евра. Иако минатата година само се пројави иницијатива и годинава гласно се збореше за носење на правила да има барем 20 странци кои би играле во втората по ранг лига на Македонија. Што се однесува до Фудбалската федерација на Македонија, тоа е изводливо, иако според активниот закон за работни односи постои проблем поради кој екипите од втората лига немаат право да ангажираат играчи кои немаат пасош од Македонија. Се шпекулира дека Федерацијата работи на изнаоѓање на начин со кој екипите кои сакаат да имаат странци со одредена надокнада би добиле право да доведат играчи од други земји. Во втората лига сезонова се очекува на секој надпревар 90 минути. Секоја екипа да има на теренот минимум 20 фудбалери до 21 година и еден фудбалер до 19 години. Надпреварувачката комисија при Фудбалската федерација веќе го објави и распоредот на надпревари за предстојната сезона во втората лига. Битката за влез во елитното фудбалско друштво во Македонија почнува на 15 август, а првиот дел од шампионатот завршува на 21 ноември. Според календарот за надпревари, вториот дел од сезоната почнува на 20 февруари следната година и ќе трае до 22 мај следната година. Во првото коло на 15 август ќе се сретнат Пелистер Камјани, Брера Евромилк Горно Лисиче, Македонија Ѓорче Петров Тетекс, Работнички Кожув, Шкупи Детонит Плачковица, Охрид Новаци и Беласица Осогово.
Под влијание на топла воздушна маса од југ, во деновите од продолжениот викенд и до крајот на следната седмица времето ќе биде сончево и многу топло со мала до умерена локална облачност. Дневната температура на секаде ќе биде над 32 степен, а во некои места ќе надмине 40 степени Целзиусови. Високи температури ќе се задржат и во текот на ноќните часови. Со прогнозата за времето завршуваме. Повеќе информации можете да најдете и на нашиот сајт ktv.mk, на нашата официјална Facebook страна. Имајте пријатна вечер.